А, немаме инспектор за заштита на животна средина, имаме премногу загадување. Ни ја земаа и ни однесоа втората мерна станица во Струмица. Има сериозни проблеми, велат граѓаните, не се диши кога се оди пеш, а целта нели ни беше со новото сообраќајно решение токму да го стимулираме пешачењето. Дали општина Велес до денес има испратено барање до Министерството за заштита на животна средина за втора мерна станица или нивно помош за решение со кое што се соочуваме оваа зима. Зимава е катастрофална. Вака сега, значи, на основа на наши редовни инспекцијски надзори, независно дали имаме ние инспектор за животна средина, имаме и други инспектори кои што може да покријат оваа проблематика, но имаме оделени за животна средина. Вршиме одредени надгледувања, дополнително постапуваме по барање на граѓани, дали ќе се упатат тоа кон службите на општина Велес или директно кон мене. Се забележува од одредени, можам да кажам, горење на несоодветни материјали кои што го загадуваат воздухот и во наредниот период има соодветни санкции и казни. Ова тема е голема тема која што не е само проблем за општина Велес, туку е проблем за сите општини во Република Македонија. Тоа што можеме да го правиме е да ги менуваме гревните тела во институциите кои што се управувани од страна на општината. Зборам тука за градинките, за основните, средните училишта, библиотеката. Затоа и во изминатиот период поставивме, фотоволтаици за производство на електрична енергија. Правиме фасади, даваме субвенции различни на граѓаните, се со цел помалку користење на овие ресурси кои што заградуваат. Тоа во моментов можам да го кажам. Не знам што друго може да направиме во делот на освен да апелираме до граѓаните да не горат гуми, да не горат некој ќумур, да не горат некои други работи кои што навистина прават проблеми. Имаме проблеми на левата страна на град, кај што живеам и јас. Секоја вечер се соочуваме со несоодветни миризиби кои што идат од одредени куќи кои што горат овие материјали. Не се само тие градоначалници проблеми и со бракиот во градот, значи забележавме. Дервен ги испра, сега кога веќе не работи, нели, Бажиноселскиот мост. Ги испра една вечер ова улиците во градот. Има ли можности за уредување на или за таа постапка повторување, затоа што дигањето на прашината од самиот коловоз е точно прашина која што ги содржи оние частички кои што најмногу делуваат во здравствената состојба на граѓаните. Да не зборуваме нели дека горната мерна станица во тунел 1 ни мери само PM10, 2,5-ката не ја мери. Како да се спасиме од загадувањево? Вака сега, значи заради добрите временски температури, поменатото предпријатие направи вонредно перење на улиците. Тоа беше по моја замолница, наредба, како да го крстиме, по моје барање писмено, заради тоа што температурите беа соодветни. Инаку, на минусни температури ние имаме забрана за перење на улиците, заради тоа што може да се случи замрзнување, па несакани последици. Доколку временските прилики денови, гледам дека температурите ќе растат, ние ќе направиме па уште едно второ вонредно перење на улиците. Но тоа не може да оди секојдневно, така? Не може секојдневно заради немаме техничка вода. Па не е битно дали имаме техничка вода или немаме. Имаме вода. Дали ќе кошта тоа помалку или поволку, не е кога се работи за здравјето на нашите сограѓани, не е тема на разговор. Тема на разговор е дали имаме минусни температури или немаме минусни температури. Ако имаме минусни температури, не можеме да переме. Тоа не.